Ола, добро утро. На здравје у ваше здравје. Денеска од Сабајле се пишиме со една нова женичка што почна со Herbalife и ми кажува, синоќе ми кажува дека значи може да не отиде по голема нужда една недела. И сега се сетив додека пишев со неа дека уствари голем процент на жени, мажи такво нешто ми се немат пожалено, веројатно мајшите не споделуваат такви работи, дури и кога го има тие проблем, ама жените споделуваат, значи голем процент на жени имат проблем со столицата. Ама голем процент на жени имат проблем со пиењето на вода. И тоа е факт. Вака сега. Еден добар совет кој што е бесплатен, кој што вреде богатство. Од Сабајле, кога ќе станеме, не правиме ништо, туку само пиеме вода, вода, вода. Чај може Herbalife, кафе не, значи ништо друго. Вода, 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 се додека не отидиме на шолјата и да си испразниме. Ја би ви препорачала и растителни влакна во прав. Растителни влакна у комбинација со Herbalife чај ви е оче наш. Но ако ги немате нив две, значи вода, додека не завршиш работа у вецето со столицата, значи нема да ставиш ништо у устата. Ако треба 2 литра вода испи ги од Сабајле, ама тоа е прво и основно. Не можеш да ставаш нова храна без да го исфрлиш отпадот од претходната. Не знам, отпадот мора се фрля. Не можеш да паниш кантата со ѓубре ако не ја испразниш. Ме разбирате? Не знам како да ви кажам визуелно. А водата не прочистува, водата така не чисте. Значи, исто како ќе станеш Сабајле, прво што правиш се миеш очи и заби и после може да почне денот. Ако не си измиеш очи и заби, ти почнува лошо денот, дефинитивно. Ако имаш ептен проблем и не веруваш у водата, значи не една чаша, не 2 чаши, 2 литра вода ќе ги испиеш и јас 100% гарантирам дека ќе завршиш работа. Чај Herbalife со растителни влакна, верувај ми, ќе се преродиш. И тоа слободно можеш да ги пиеш секој ден по 2 до 3 пати у ден, како комбинација, пошто нормално е еднаш да отидеш по голема нужда. У дента. Нормално е. Најдобро е 2 пати у дента да отидеш. Да, 2 пати. На некој тоа му звучи како научна фантастика. Јас знам дека после долг период имаш чувство дека тоа е нормално да не одиш една недела по голема нужда. Ама не е нормално, верувајте ми, и сакате да ги исфрлите тие токсични работи од телото. Мора да се научиме да пиеме вода. Тоа е основно. Така да, ви посакувам убав и најубав ден. Чао. Добро утро, наше дете. Добро утро!